Здраво и добре дојде во Wellcast with Јосиф. Јас сум Јосиф, а седма епизода е ова од подкастот, поддржана и реализирана благодарение на Феникс домовите за стари лица. Денес обработуваме, па не знам, ја искрено тоа ќе Бубе девојката што ги обработува подкастиве во смисла на текст, ќе одлучи како ќе се вика темата, бидејќи со Сергеј право ми е многу драг пријател, денешниот гостин, и зборуваме измешано од нели тоа што он го прави до јога и медитации како негови не се тоа јаки страни, туку се ја ги перцепирам како нешто од кое теми за кои што јас најмногу сум учел од него. И ќе зборуваме за како ете да си помогнете, како да ја перцепирате јогата, како да ги перцепирате источните филозофии, како да ја перцепирате медитацијата и да можеби ги надминете одредени предрасуди и стравови кои што ги имате, бидејќи и оваа епизода можеби ја правам и најмногу за себе, бидејќи јас доста сум имал онака не одбивност, ама предрасуди према јога и медитации сум ги перцепирал како непотребни, но сум сватил дека доколку сакам да бидам човек кој што ете од една страна сака да постигне некоја комплетна добросостојба и тоа го пренесува на луѓето и го промовира, не треба да биде само концептот врзан за вежбај и храни се, туку и чувствувај и размислувај и доаѓај во некои состојби на мирнодушност, кои што Сергеј многу добро ги објасни, така да гледај го до крај подкастот, уживај и пиши ни назад во коментар прашање или можеби твој фидбек и предлог. Google Podcast, Apple Podcast, YouTube, Spotify, Facebook, нема мрежа и канал на кој што нема да биде достапна оваа содржина, така да фала ти што ја следиш и уживај. Сергеј, фала ти што ја прифати поканата, долго време, тоест го сетиравме датумот доста одамна и ми се свига што не требаше сигурен ли си ќе биде или нема ли да биде, пошто пак и јас знам дека имаш дека зборот ти тежи, што е нешто што у земјава ни фали се уште. Така да добре дојде на Wellcast with Јосиф. И пошто делот публикава сигурно прв пат те среќава, ја би ти дал на тебе сам да си кажеш кој е Сергеј, што прави животов и што ге прави, и што можат луѓе од тебе да добијат. Добро ве најдов, фала ти на покана. И Сергеј се бави со неколку работи во животот, филмски режисер по професија, и имаше едно долгогодишно хоби која што му стана втора професија, тоа се јога, медитација и генерално источни филозофии и духовност. Ми беше хоби уште додека студирав филм. Не знам точно всушност кога почна, бидејќи татко ми е психолог и јога инструктор. Всушност на некој начин сум израснат со психологија, со источна филозофија, со медитација. Дел од тебе. Па да, на некој начин, знаеш како, најдобро можам да го објаснам со една кратка анегдота или неколку кратки анегдоти. Тоа беше дека кога пораснав и кога почнав да одам кај другари дома или кога почнав да се упознавам со деца на мој возраст, ми беше чудно ќе ме прашаат што ти е тоа на мичката, јас имам ом и за мене сум израснал со тоа и цел живот го гледам и не знаев дека е нешто што луѓе не го знаат, или за мене беше нормално да дојдеш, поминеш дома и да некој од твоите родители вежба јога и стои на глава или медитира или вежба некакви техники за дишење. За мене беше многу нормално и после кога направив некој 5, 6, 7 години сватив дека не е нормално, дека е нешто уникатно за мојата фамилија, да речем, во тој период во 80-ти, 90-ти. Да, што денеска си сигурно благодарен. Да. Што уопште си го гледал и си растал со тоа. Дефинитивно. Рече режисер ти е прва професија. Да. Се уште? Се уште се бавам, ама не е толку многу. Освен јас не сум Игор. Добро. Има после тоа нешто се има случувано? Да, има еден документарен филм за македонски планински туризам
Пола сат документарен филм Via Dinarica се вика, The Macedonian Adventure. Тоа беше ушен документарец што го работев. После тоа сум пишувал сценарија, ама немам ништо активно работено, повеќе се фокусирав, бидејќи се пресели во Барселона изминативе година и пол, и повеќе се фокусирав на тоа што беше таму полесно и подостапно да го работам, а тоа беше да влезам во јога светот. И бидејќи филмската индустрија е на многу захтевна индустрија и бара многу контакти и искуство, и ако почнев таму во Барселона, ќе требаше да почнам скоро као од почеток и полека пак да си скачам тоа некој скалило, за разлика од тоа јога светот не го осеќам така дека функционира и ми беше многу подостапен кога отидов таму да се бавам директно само со тоа. Што ќе се случи во иднина со филмската кариера, не знам, ќе видиме. Па да, знаеш, јога е еве јако ја која прецепирам како тип на активност. Нели, јас преку FitKit познавам фитнес, познавам пилатес, аеробик, боречки вештини, пливање и така натаму. И јога е можеби единственото нешто кај што нема рангови, надпревари, нели, мерење на резултати, кои до каде и така натаму, и можеби сето тоа ја прави јогата и како професија многу подостапна, затоа што се не знам, знаеш, не знам дали еве твоето искуство во Барселона е можеби да те гледаат како човек кој што дошол и сега е конкурент и можеби пазар ќе ми руши. Тоа не постои. Предпоставувам у јогата уопште или? Не знам како се сеќаат другите луѓе точно, ама јас се осетив прилично добре дојден. Сите беа заинтересирани да ме запозна, кога влегов во тоа, прво влегов во едно јога студио кај што сега предавам таму, и сите колеги беа заинтересирани да ме запознаат, што не сите се бават со јога, некој се бави со тајчи, некој со капуера, затоа што имаше повеќе работи, не е само јога студио. И дури тие што се колегите во јога, сите имаме некаков ниш во кој што сме малку подобри, знаеш, бидејќи јога е исто еден многу широк поим. Има различни нешта во кои што секој од нас е подобар и така секој од нас има некаков ниш во кој што сме подобри и дури си одиме едни на други на часови да видиме што можам да научам од мојот колега, што не знам јас. Пример, не знам, некој е добар за повеќе за сан и флексибилност, некој друг е подобар за баланси, како да стои на раце, трет е подобар во многу бавен тип на јога, кој што моментално е познат како йин јога, четврти во аштанга или вињаса јога. Мојот ниш е, јас се фокусирав многу на пранајама, дишење, техники за дишење и на медитација. У тоа сум наискусен. Не сум најфлексибилниот човек на светот, дури понекогаш ми е чудно некои луѓе кои дојдат кај мене на јога и сфаќаат дека некои од моите студенти, некои од позициите ги прават подобро него јас. Мада мене на почеток тоа ми правеше малку непријатно, затоа што ќе си помислат другите, меѓутоа сега не ми е никаква пречка да држам час, затоа што мене главниот фокус ми беше на медитација и дишење и затоа сум прилично сигурен во моето знаење и во искуството што го имам и резултатот што ми го дава, животот што е всушност главната причина зашто ги правиме сите овие работи, зашто не е ни надпревар со сам себе, како например асаните и слично, е некој надпревар можеби не со другиот, меѓутоа со сам себе вчера. Знаеш, секогаш можам да идам подобар во тоа. Некои луѓе го гледаат така, некои луѓе го гледаат како едноставно физичка активност која што ме одржува во здраво тело. Го смирува умот, нервниот систем, нели, има научно да кажам дека има еден куп здравствени бенефити. Медитацијата има многу повеќе бенефити кои се фокусирани на емотивниот и менталниот склоп од нашето постоење. Да. Ќе се вратам пак и со медитацијава. Прво ме интересира за Барселона беше причината зашо Барселона ја избра? Девојка ми најде таму работа, таму студираше и најде работа и мене не ми беше проблем да се преселам, бидејќи ми се свиѓа многу како град. Особено Зума како преселам во Барселона или у Скопје, апсолутно. Да, тоа беше многу интересна коинциденција дека да не беше ковид,
мене ќе беше многу потешко да се префрлам таму, благодарение на COVID и онлайн вежбање, јога, медитација, имам благодет на бавна транзиција. Да. Така. Ја спомна источна филозофија и прашањето ми е дали постои ли дали постои источна и западна филозофија и која е источната, која е западнава, или источна филозофија е чисто како терминологија за идентификување со, можеби, сепак со јога како дисциплина, како активност, не би рекол верување, пошто не е религија, или сепак постои како, не знам, дали постои терминологија источна филозофија и што треба да те асоцира на нешто? И дали има западна филозофија? Па, барем кај мене во глава, да, постојат како два различни концепти. Бидејќи како што се развивале тие две како знаење, се развивале индивидуално. Например, во истокот имале допир Јапонија, Кина, Индија и државите околу, иако овие три биле главни, имале некаков си допир меѓу себе. Сакам да кажам, си влијаеле едно на друго, например, јога, тајчи, тајчи не е всушност филозофија, пракса е повеќе, меѓутоа јога филозофија, адваита, веданта како филозофија, зен будизам, таоизам, Блиски исток, има некој исток кој што имале некаков допир со источните филозофии. Всушност имале допир што од стара Грција, меѓутоа после некако се губи тој си еволуирале контакт. На свој начин. Да, многу е интересно всушност дека не знам кој од моите јога учители ми кажа дека во стари записи од грчко време ги викале јогините гимнософист, затоа што е спој од гимнастичар и Софија мудрост. И ги спојувале во еден збор како гимнастичари, мудри гимнастичари, гимнософии ги викале јогините во А мудрост така ја поврзувале и со духовниот аспект, Да. со духовниот развој кој што го имале, Да. па не знаеле како да го крстат и е мудар човеков. Макар што и мудрост и духовност е многу испреплетено и тесно поврзано. За мене се скоро неодвојливи. Да. А зашто источна духовност и што е, знаеш, по мене духовноста нема компас, нема исток, запад, север, југ, ама можеби, знаеш, дали е резултат на тоа што можеби тоа што тука го гледаме како духовност на нашиве поднебја и така натаму е врзано само за као перење на гревови и и суеверие, можеби, идам палам свеќа на празник, нешто си кажувам, се помолувам и така натаму. Дали тоа било причината поради која што си гравитираш кон и се едуцираш од источната духовност, бегање од оваа, или е едноставно затоа што не знаеш за друга поради тоа што родителите првично ја прифатиле? Да. Може би тоа била причината на татко ми. Му се видела нашата духовност како христијанство, ако ја наречеме така, ортодоксното христијанство, му се видела како многу догматична и имал склонност што повеќе према откривање нешто друго, што е помалку догматично, повеќе со некои логично рационални, па дури научни пристапи. А за мене сум пливал и натаму и наомо. Кога сум се родил, јас во исто време не сум знал ни да ги одвојам, например, христијанските празници од праксата што имале моите дома како техники за дишење, јога, вежбање, медитација. За мене не биле, ова се две различни нешта, бидејќи како дете, кога немаш доволно знање, не можеш да ги поделиш како два различни концепти. Да. Сега, зашто сум гравитирал повеќе кон едното, помалку кон другото? Денес не гравитирам повеќе кон едното, помалку кон другото. Наоѓам работи што ми се свиѓаат од двете места. Не сум точно сигурен, валја затоа што ми било попривлечно и не можам да објаснам зошто ми било попривлечно. Не знам. Па не, види, и попривлечно е. Па не, така е, да барем, знаеш, те прави
барем мене ме прави љубопитен. Да можеби затоа што не сме таму. Можеби Можно е. па ти прави као пољубопитен, сакам да знам и што се случува таму. Затоа што Можно. барем за мене е таа, барем ја така го чувствувам. Иако повторно ја исто не ниту, знаеш, никогаш, па и родителиве, благодарение на нив, знаеш, они не никогаш немале онака, знаеш, да се суеверни или нешто да не било наметнато, туку нели празниците повеќе сме ги славеле како начин за да бидеме заедно и да нели да имаш една убава енергија. И тоа убаво ти е заедно. Тоа биле празниците и така се наметнало дека окей, ти си христијанин, нели? Се етикетираш некако, иако духовноста нема етикета. И кога сме кај духовноста, ќе одиме пак јога, медитација, ќе си играме, ама мене овие теми ми се интересни, затоа што особено па медитација и сам знаеш дека ми била као не сум бил така дистанциран, али што по тебе е духовно развиена личност? Тешко прашање. Не, можам да го одговорам, само ќе ми треба да време да го развием у глава одговорот, да не истрчам. Што за мене е високо развиена духовна личност, тоа ме прашуваш. Што денес и терминолошки многу не се мешаат личен развој, ментално здравје, знаеш, и тука се и некако повеќето луѓе кои што можеби не се толку длабоко навлезени, се ставаат под една капа. Ментално здравје и толку, а сепак се разликуваат и сега сакам чисто да ги Јасно. Да ми помогнеш да ги поделиме. Мислам дека најдобриот показател за било кого, дури за човек кој што не се бавел со духовност и медитација и слично, било какви духовни пракси, најдобриот показател на тоа дали некој има длабоко спознание за духовност е колку му е лесно да остане мирен и среќен во животот без разлика на околностите и ситуациите во кои се наоѓа, без разлика на предизвиците со кои се наоѓа во светот околу, колку може да остане смирен, трезен во главата, колку може да го исконтролира умот и емоциите и мислите. Добра, дали тоа значи да си најде можеби приказна, смисла, тоа да му помогне да си најде смисла за тоа што му се случува? Дефинитивно не приказна. Приказна сигурно не. Од типот најверојатно, ова ми се случува пошто ќе дојде нешто. Ме прашуваш што е тоа што ја дава смиреноста? Да. Океј. Смиреноста ја дава ова се веќе идеме директно во длабокото. Според мене смиреноста ја дава спознание кое што е надвор од интелектуално знаење и концепти. Значи, можеме вака да речеме, дека има два типа на знаење. Ова е само некаков модел, не е апсолутно вистина. Да речеме дека постои знаење како, можам те прашам јас тебе, кој е главен град на Франција или колку е 5+5. И тоа некое знаење што го имаш запомнето, што е интелектуално. Има еден друг тип на знаење, кога те прашам како мириса моментално во просторијава. Или дали можеш да го доживееш влечењето на гравитацијата што те влече надолу. И тоа го имаш моментално како искуствено знаење. И тоа искуствено знаење е многу различно од интелектуално-концептуално знаење. Така да, има едно искуствено знаење на кој сум јас вистински длабоко, најдлабоко во себе, без сите етикети кои што преска кажа ти за можам се етикетирам како ова или она, кој ќе ги одвојам и отфрлам сите етикети, ќе се деидентификувам од сите концепти и верувања, доживувањето на кој сум и што сум, ми ја дава таа смиреност, бидејќи веќе не се гледам јас како индивидуална единка, која што има различни проблеми во животот, не само проблеми, различни ситуации, најчесто збориме за проблеми и предизвици заради смиреноста, нели? Знаењето кој сум и што сум вистински ми прави да ништо од страна не може да ми го вознемири тој мир длабоко во себе, бидејќи ништо не доживам како апсолутно важно. Се доживам како една транзиторна состојба, се што случува надворе, неопходно ќе се
ќе се менува. Не може да не се смени. Цело време ќе оди во плюс, минус, добро, лошо, убаво, неубаво. И има еден мир внатре кој што можам да го најдам, кој што нема да се смени без разлика на тоа дали ќе имам убави или неубави искуства во животот. Не знам колку бев јасен со цело објаснување. Ја многу добро те разбрав и сега се прашувам дали тоа значи дека треба да останам смирен и кога се случуваат убави работи. Затоа што тука зборуваме така, сум као као си зборуваш дека слушај, оке, не треба да го прецепираш ова, да покажуваш, не знам, радост, емоција. Апсолутно не. Всушност во овој случај зборот треба е пречката кон бидување смирен, затоа што имаме некаква идеја каков би требало да бидам. Всушност Како треба да изреагирам. Како треба да изреагирам. Всушност е комплетно обратното, тоа е ослободен од сите идеи за како би требало, сите концепти за како би требало да бидам, и е едно слободно однесување и автентично однесување кое што нема треба. Не постои треба во таа ситуација, во тој жаргон. Те разбирам. Јога и медитација се алат за да стигнеш до тоа одвојување од... Има многу... И дали се единствени? Не се единствени, баш тоа сега ти кажа. Има многу начини. Мислам дека јога и будизмот, според мене, од све што знам, јогата и будизмот се прецизни, бидејќи се толку многу стари како традиции, имало толку многу луѓе кои што доживеале такви високи состојби на свесност, кои што потоа со години и години како се едуцирало од човек на човек, се направиле многу добра дисциплина, многу детална дисциплина, и затоа мислам дека се најдобри бидејќи многу се прецизни во начинот на кој што те едуцираат за како да дојдеш до тоа духовно спознание. Јасно. Не е дека суфизам или христијанство или било која друга религија не може да однесе до таму. И нормално не знам све за сите тие религии и за сите тие филозофии, ама според тоа што јас имам прочитано, мене тие што ми се допаѓаат најмногу се јога филозофијата, зен будизмот или будизмот генерално, и Адваита Веданта, тоа е нешто што е помалку познато во да. Веданта или ведите се едно многу големо богатство на знаење што исто потекнува од Индија, а Адваита од санскрит збор кој што значи не дуалност. И е многу слично на будизам, само имаат различни терминологии и различен пристап за кој да доаѓа до главната цел и заклучок, или не е интелектуален заклучок, него е баш онака искуствено доживување, доаѓа до истото, меѓутоа на различен пат. Будизам е религија. И религија и филозофија во исто време. А јога? Пошто така, ако ти кажа дека се најпрецизни. Според мене. Да, според тебе. А јогава не е во корпата на религии, нормално. Да, иако одредени религии така е. Ја отфрла тебе. Нашава религија, мислам христијанската е, нели, јога учителите дури ги етикетира, ги промовира, што по мене е тотално лудило ради тоа што ти самата религија во која што веруваш и по која што се водиш вика почитувај, сакај, а ти си прв кој што етикетира и кој што осудува. Во исто време ги разбирам зошто го направија тоа, или зошто некои од нив реагирале така, бидејќи дефинитивно не се сите. Имам луѓе кои што ги познам, кои што се религиозни христијани и немаат никаков проблем со јога или со запознавање интерес во таа наука. За мене е некој тип на наука. Меѓутоа, многу луѓе од Индија, сакарајќи да шират хиндуизам, имаат искористено јогата како алатка за да го прошират хиндуизмот. Меѓутоа, не се споени тие две, меѓутоа може да ги спои човек. Зашто не?
Да, кој у чашава да ја искористам за да пренесам нешто што јас сакам, ама не е крива. Чашава не е крива. Така е. А, Да. ам, дали, знаеш, јогата е и дел од, мислам, веќе како терапија се препорачува во многу третмани на одредени хронични заболувања, веќе се повеќе медицинскиот сектор е свесен, постои наука и за медитацијата исто важи. И сега, дали тие две работи се одвоиви? Односно, дали може некој да практикува медитација Добро. без да при тоа да има нула искуство со јога, или не може, и дали и обратно, дали може да мислам, обратно знам дека може додуше. Јога барем за мене тоа изгледа као окей, ова е левел левел 1, медитација ми е левел 2. Али дали може обратно? Еве, медитација без да постои да си тотално незапознат со јога и да не си практикува. Okay. Прво, на кратко одговорот е да, ама би сакал да ја дам еден малку подолг одговор за да разграничиме некои концепти, бидејќи малце ми смета тоа што се има сменето дефиницијата за јога во модерното западно општество и затоа би сакал да го искористам ова да зборам на таа тема малце. Пуце. Често кога користиме зборот јога, мислиме само на оние физичките вежби кои што во јога ги викаат асани и можеби и тука понекогаш влегува и дишењето. Меѓутоа јога е еден многу поширок поим, значи замисли го јога како едно огромно општество во кое што медитација спаѓа внатре во тоа општество на јога. Позициите или асаните што ги викаат во јога и тие спаѓаат во тоа општество, во тоа множество на јога. Спаѓаат техники за дишење, спаѓаат некои други чудни техники кои што сега исто многу ќе бе комплицирано да ги објасниме, меѓутоа ги викаат мудри банди, има некои етички морални принципи, јама и нијама ги викаат исто во јога. Има техники за концентрација кои што многу често се погрешно исто измешани со медитација. Значи техниките за концентрација, кои што тука на западот многу луѓе ги викаат медитација, е различно од тоа што во јога викаат медитација. Техники за концентрација би требало да те донесат до една состојба на свесност која што јогините ја викаат медитација. Значи медитација не е праксата, не е техниката што ја работам, туку медитација е една состојба на свесност која што е различна од кога сум буден, која што е различна од кога сонувам и различно од кога сум во длабоко спиење кога немам сонови. Значи сум буден, ама во исто време умот е многу стишен или немам мисли. Тоа е состојба на медитација. Меѓутоа, баш заради ова, многу погрешно луѓе ја прават таа праксата за концентрација, ја прават со идеја дека не треба да имам мисли. И тоа е една честа погрешна една честа погрешна представа за што е медитација, како сега да не мислам на ништо, нели седнувам и се викам и сега треба да не мислам на ништо. И главата тука почна да влегува во една збунетост, бидејќи како тоа возможно сега да не мислам ништо и немам ништо друго освен мисли и тука се јавува ја мислам чувство, дали размислувам, да, што прави внатрешен конфликт, што прави чувство на вознемиреност, на нервоза и станувам и викам ова не е за мене. Тоа е приказната на мислам дека многу луѓе што пробале медитација. И така да од јога да почне? Некој кој што сака да влезе во светот на медитација? Како настанало сето ова е на следниот начин. Имало некои луѓе кои што поради некои причини, не знаеме кои, во минатото доживеале таква висока состојба на свесност која што ја викаме просветлување или самади или нирвана или што и да е. И луѓе виделе дека овие луѓе живеат во континуиран мир и среќа. И овие луѓе кои што биле околу нив, им се завидувале на таа состојба, рекле окей, кажи ми како јас да го постигнам тоа. Им рекле седни медитирај. Им кажувале како. Ама некои луѓе немале доволно смиреност во телото, немале доволно чист ум, немале доволно добра концентрација за да седнат и медитираат. И она вика, окей, тогаш за тебе е добро да вежбаш техники за дишење и техники за концентрација и така ќе можеш полесно да медитираш. И седнале они,
правеле техники за дишење, правеле техники за концентрација, некој му спеала, а некој тоа не им било доволно бидејќи не им било удобно во телото. Вика, се за тие што не ви удобно и во телото, не можете да останете пола саат да ги правите овие техники во една мирна позиција. Тогаш вика ми треба правите физички вежби, кои што ќе ги наречеме асани, и овие физички вежби заедно со техниките за дишење, заедно со техниките за концентрација, ќе ти помогнат многу за медитација. Така да нема точно прецизно не можам јас да ти кажам на тебе од кај треба почнеш. Најдобро да отидеш на йога час каде што ги има сите три, да има и асани, и дишење, и концентрација, можеби и медитација, кое што моментално ги користиме како еден збор во нашиот жаргон. И кога ќе отидеш на сите три, ќе видиш што тебе ти прија најмногу. Затоа мислам дека денес многу стануваат популарни техники за дишење, затоа што го направивме овој физичкиот чекор, знаеме веќе многу за телото, има многу различни типови на техники. Ја им викам на луѓе, не вежбајте сите йога, не мора вежбате йога, можеш да вежбаш капуера, можеш да вежбаш теретана, можеш да вежбаш танц, ама пробај додави на тоа, кога ќе завршиш, додај техники за дишење и техники за концентрација или медитација. Пробај додај ги да видиш како ќе влијае не само на твојот физички напредок во тоа што го правиш, особено во боречки вештини, луѓе го зборат многу. Ева, например, сака сме на подкаст, ми текнува на еден најпознатите подкастери или најпознат, Џо Роган. Човекот се бави со боречки вештини цел живот. И сите негови колеги, вклучувајќи го он, велат дека техники за дишење и медитација им помагаат неверојатно многу да се подобрат во спортот. И тоа претпоставувам не важи за спортисти подобри се у спортот, туку тоа важи за секој подобри се у тоа што го правиш, го сакаш. Затоа што мојот мислам и тогаш разговаравме уште пред 2-3 години, ја не се сеќавам дека мојата блокада за медитација беше, као да не станам онака мојот темперамент да го изгубам. Да. А уствари само ќе го направив почист. Тоа беше твоето ветување и иако се уште не сум континуиран со медитации, го знам да го протнам во некој дел од неделата или месецот. Пак ја кажам, не сум континуиран. Не си редовен. Едноставно. Техники за дишење зошто постојат? Затоа што дишењето И дали тоа значи дека ако некој нема техника за дишење, не диши правилно? Не мора да значи. Така, кога спијам, немам техника за дишење, Да. дишам. Да. Ама кога телото е комплетно опуштено, дишаш правилно. Што значи тоа? Тоа значи дека кога спиеш, ама збориме за тој длабок сон, некога имаш длабоко спиење, некога си во сон, кога си во длабоко спиење, немаш сонови, немаш емоции, немаш ни мисли и тогаш е нормално да телото биде комплетно опуштено и да дишаш правилно. Меѓутоа, кога во текот на денот имаш анксиозност, стрес, депресија, љутина, гнев, љубомора, тој те прават некакви контракции на одредени мускули, најчесто на абдомен и на грб, овој горниот дел од грбот, тие се две најчести, не мора да е факт. Тогаш ти се стега диафрагмата, ти се стегаат белите дробови и тогаш дишењето не е комплетно минимум, а можеби не е правилно. Неправилно дишење, кога станува збор за неправилно дишење, значи кога луѓе вдишуваат само со бели дробови, а ја стегаат диафрагмата. Правилно дишење значи дека тие двете треба да одат заедно, дека мора прво да се расшири диафрагмата, која што го почнува дишењето, па потоа белите дробови, и кога издишувам прво се собираат белите дробови, потоа и диафрагмата. Значи тоа се уствари многу по-длабоки и долги вдишување и издишување. И паузи меѓу нив? Најчесто така доаѓа природно. Меѓутоа, правилно дишење не е исто со техники за дишење. Што за техники? Техники за дишење се каде што, да речеме, една од најпростите, најобичните, вежбам техника каде што вдишувам 4 секунди, задржувам 4 секунди, издишувам 4 секунди. Или вдишувам 4, задржувам 8, издишувам 8. Па можеби ќе вдишувам низ едната ноздра, ќе издишувам низ другата ноздра. Зашто? Затоа што левата ноздра е поврзана со десната мозочна хемисфера и обратно. Десната мозочна хемисфера е поврзана со левиот дел од телото, левата со десниот дел од телото.
и се прави баланс на работата на двете мозочни хемисфери, се прави баланс на левата и десната страна да ми се активно, еднакво активни. Енергетски баланс се прави дополнително, кој што дури се научниците почнуваат да го докажуваат на некои интересни истражувања. Потоа има техники за дишање каде што намерно дишам брзо, да речеме, има една техника која се вика бастрика, изгледа вака. Има друга техника каде што издишувањето го правам брзо, вдишувањето се случува само од себе. Има техники за дишање каде што вдишувам длабоко и издишувам со некаков звук кој што ми прави некаква вибрација во телото, кој што има некаков ефект врз целото тело, смирувањето на телото и умот. На почеток ме праша зошто техники за дишање, бидејќи тие најдиректно влијаат врз нервниот систем и врз работата на умот. Ако знам како добро да го исконтролирам дишењето, можам да исконтролирам некои работи во нервниот систем кои што порано во науката сме мислеле дека се само автоматски. Сега сваќаме дека импак можеме да има некаква контрола врз нив и дека не се толку многу автоматски. Како например ефектот врз нервот вагус кој што го викаат, или многу се популарен се, да. И како тоа влие врз како викаме на македонски симпатикус и парасимпатикус. Добро. Дека едниот е нервниот систем кога сме, да речеме, во трчање, брзање, активни, кога можеби се борам за живот или некаков надпревар, другиот е кога парасимпатикус, кога сум смирен, опуштен, релаксиран. И со многу едноставни техники за дишање, за минута-две можам да го активирам едниот или другиот во зависност од тоа што сакам да постигнам. И овие техники за дишање многу може да помогнат за медитација, затоа што ако знаеш кои техники како да ги употребиш во кој момент, можат да го смират умот до тој степен што луѓе што доживуваат дека, нели викаме на народски, 200 на саат ми е мозоков, можам да го спуштам на 5 на саат, ако сакам. Со тие техники дишање. Не викам дека ќе прекинат мислите, него ќе се успори до толку многу, срцето ќе почне да чука поспоро, ќе се смири телото толку многу што после лесно се влегува во таа медитативна состојба. Имам клиенти со кои што работам сега редовно, со една IT компанија, многу е популарна сега медитација и дишање за луѓе што работат во IT компании и многу од нив користат овие smart watch. И сите ми викаат дека можат да ми кажат според нивните статистики на саатот кој ден практикувале со мене, кој не, затоа што имаат сите од нив имаат lower heartbeat дента кога практикувале цел ден, вика има различен ефект. Статистиката покажува дека сум вежбал или не, и вика знам кој ден сум пропуштил. Да, ја знам и компанијата, денес те зборев. Денес те зборев, пошто сака нешто за FitKit, Сергеј дали го има, викам се знаеме, работиме, нема да го пропуштите, не се секира. Дали почетокот, види, знаеш, слушајките тебе, секојаш стекнувам многу повеќе доверба во смисла и знаеш, и се охрабрувам, нели, да правам нешто од типот на медитација и йога што не ми е континуирано во мојот живот за разлика од вежбањето и храната, нели, и внимавање и правење на некој ред. Иако сум многу свесен дека, знаеш, пошто читајки и консумирајќи информации за вежбање, за well-being, за целокупна добра состојба, постојано се присутни како препораки и йога и медитација. Али знаеш, твојата како да кажам, користењето на терминологијата и тоа што очигледно си многу длабоко запознат со јогата, од каде доаѓа, знаеш, филозофијата на источната филозофија прави многу повеќе смисла отколку препорака дека е добро да се прави. И самото тоа, знаеш, ми роди прашање за дали човек треба да почне прво можеби да си дозволи да се едуцира, можеби да чита, па да почне со практикување, или тоа не е во ред, или може и двете, затоа што, знаеш, денеска благодарение на Инстаграм и на социјални мрежи, нели, ја гледаме јогата експонирана
како тренд, дури знаеш, дури правиш поза, сликаш, изгледа феноменално ако и тоа некоја добра локација или позадина и добар агол и сето тоа постираш, се добиваат лајкови, изгледа привлечно, сакаш да го правиш и луѓе, се повеќе луѓе почнуваат да практикуваат јога и да се водени од јога учители, но при тоа знаеш некако можеби кој што кажа и на почетокот е сватено за да си придонесе му флексибилност, што не е погрешно, и мобилност. Апсолутно. Но ја верувам дека е подобро да малку и подлабоко ја запознаеш. Сега дали можеби и тој и таков некој почеток ќе те однесе до да се запознаеш повеќе, или потребно е прво едното едукација и читање па практикување, или може и двете паралелно да Најдобро е двете паралелно. Пошто со читање Најдобро е. Јас мислам дека е најдобро, бидејќи и двете се многу важни. Праксата без читање книги, теорија и филозофија ќе не однесе до некој степен, меѓутоа не е доволно. Теоријата без пракса е сува малку, бидејќи го знам само интелектуално, а го немам доживеано. Така да двете заедно се од мене препорачливи или зависи од што е целта, дури неопходни. И да, човек може да почне само да сани, може да стигне подалеку и не мора. Некој може ќе му биде доволно само тие физички вежби да ги прави, некој ќе сака повеќе. Многу зависи од интересот на индивидуата, многу зависи од учителот кој што го предава тоа, бидејќи денес не сите кои што предаваат јога предаваат и техники за дишење и медитација и филозофија на јога. Така да многу зависи од двете. Интересот и учителот што го имаш. Кога се збориме за медитација, според мене е многу важно да човек кој што практикува медитација, да, плюс има и теорија, меѓутоа и да има учител со кој што ќе може да има континуиран фидбек, значи кој што ќе можам поставам прашање да им одговори. Зашто? Затоа што во медитација многу често наидуваме некои пречки кои што или не знаме како да се справиме со тие пречки, или не можеме ни воопшто да сватиме дека се пречки. Зашто е малку една многу суптилна тема, една многу суптилна ствар е таа медитација, каде што можеби не сваќам дека имам некои пречки кои што ми ги прави главата, или некои верувања кои што ги имам, или некои емоции кои што ги имам, дека ми се пречка, не знам. И затоа е многу добро да имаме некој учител кој што ќе препознае таа пречка од своето искуство. Апсолутно. Ти вакво практикуваш хата јога. И тоа е тоа што го така и што почнувам со хата јога со почетниците, бидејќи мислам дека за почетници е најдобра бидејќи многу луѓе, зависи од кој степен ќе почнам, некои луѓе почнуваат и се веќе многу енергични, флексибилни, хата јога нема да им е толку примамливо, дека може малку побавно. Меѓутоа мислам дека за генералната популација, за повеќето, хата јога е најдобар почеток. Меѓутоа повеќе велам дека работам интегрална јога, бидејќи интегрирам многу повеќе типови на јога. Вежбам хата јога, крија јога, кундалини јога, понекогаш во вињаса јога стил, понекогаш вињаса јога стил значи кога асаните се претопуваат една во друга без пауза. Понекогаш работиме со паузи бидејќи остануваме многу долго во секоја од позициите. Понекогаш работиме ѓана јога, која што е повеќе таа јога на интелектуалното знаење. Понекогаш работиме Адваита Веданта, која што не е баш јога, ама е една многу интересна филозофија. Не ги работам како цел час, него ги додавам во часот. Понекогаш е раджа јога како медитација на крајот на часот. Има многу на типови на јога, имаат имиња, доволно наброј сега. Дали истото се случува и со медитација? Дали има типови на медитација? Има многу различни типови на медитација, зависи пак што сакаш да постигнеш. Нели медитацијата не треба да има цел? Тука станува, значи овде сега треба да влеземе во многу прецизни во зборовите што ги користиме и концептите. Ако речеме дека медитација е состојба, тогаш постојат пак неколку нивоа на таа медитативна состојба, меѓутоа
техниките за медитација што треба да те донесат до таа состојба се различни. Во јога ги викаат дхарана и гјана. Дхарана се техниките, гјана е состојбата на медитација. Зашто нам во запад преведена како медитација има вчитано еднаш, меѓутоа го имам забораено сега тоа. Меѓутоа да речеме дека се тоа техники за концентрација или медитативни техники и состојба на медитација. Состојбата на медитација е на англиски викаат effortless. Значи ако можам најдобро да обяснам што е медитација, една состојба каде што немам никаков труд да направам нешто, немам ништо што треба да се постигне, немам нешто што сакам да го сменам, ни во себе, ни надвор. И една прекрасна состојба, таму доаѓа тој мир бидејќи сум окей со нештото такво какво што е. Тоа не значи дека ако нешто видиме дека треба да се смени, дека нема направам никаков чекор кон тоа, да, ќе го сменам, туку значи дека го прифаќам моментално такво какво што е, или се помируваме, можеби подобар збор, дека сум помирен со нештата такви како што се, мирнодушност. Имам една не е рамнодушност, мирнодушност, дека сум комплетно во ред со нештата такви какви што се. И всушност најголемиот непријател за таа состојба на медитација не се мислите, туку е напор, труд, effort. Напор за да гледам што се ми смета за да стигнам таму. Нешто напор така за тоа се што преведува? во техниките за концентрација и медитација, значи во медитативната техника, се внесува интелектуален, ментален напор, бидејќи најчесто се фокусираме на едно нешто. И затоа на многу луѓе ми е одбивно и досадно или им се појавуваат некакви непријатни мисли и емоции, бидејќи кога ќе се смират, почнуваат да искачаат на површина работи кои што сум ги потрупал и искачаат некои непријатности, не ми е убаво, сакам да мрднам, сакам да станам, ми се појавуваат некои емоции зашто, не знам, нервоза, љутина, тага и не знам од каде доаѓаат, и луѓе ради тоа сакаат да прекинат со медитација. Јас велам дека најдобрата техника за медитација е да сменам од размислување во забележување. Да го сменам мајндсетот од размислувам и пробам да сватам, пробам да се фокусирам во едноставно забележување. Како, например, да ги наблюдувам и забележувам своите мисли и емоции. И само затварам очи и си ги забележувам мислите и емоциите, само ги пуштам да искачаат на површина и што искочи тоа. Не пробувам да имам позитивни мисли и емоции, не ги одбутнувам негативните мисли и емоции, само дозволувам се да искочи на површина и се запознавам интелектуално и се запознавам како карактер малце подобро. И тоа е медитативна техника. И кога доволно долго ќе останам во таа техника, со таа техника, може да се случи да дојдат состојби на медитација, бидејќи немам против моите мисли и емоции, не пробам да ги одбутнам тие емоции на љутина, на тага, него ги пуштам да се случат. Може ќе бидат и емоции на задоволство и успех, на радост. И тоа е исто окей, се случуваат и тие. И се ги забележувам. И значи одиме все во состојба на забележување, никаква ментална акција. И тоа може да донесе до една таква, на англиски ми се свига за како звучи, effortless state. Значи, многу луѓе, например, прават некој друг тип на медитација кој што се фокусирам, да речеме, на доживувањето на дишењето, а не на мислите. И тука, иако е супер техника, има континуирано труд, ефорт. Континуирано се трудам да ги одбутнам мислите, се фокусирам на дишењето. Некои ќе медитираат со повторување на мантра и затварам очи, повторувам некоја мантра. Повторувам во себе. И тоа исто може да донесе до една длабока состојба на медитација, бидејќи може да го стиши многу мут, може да прекине многу лесно. Меѓутоа, сите овие техники се недоволни ако во медитацијата не дојдеме заедно со едно длабоко спознавање на самиот себе без етикетите. Едно длабоко спознавање на сам себе до тој степен каде што дури идентификувањето со моето тело, дури идентификувањето со моето минато, идентификувањето со мојата личност и моите знаења ќе исчезнат. И тоа е една многу убава состојба, една состојба која што всушност секој нас ја доживува секоја вечер во тоа длабоко спиење, бидејќи во длабоко спиење немам осет за моето тело, сетила немам, исклучени се комплетно, или не сум свесен за моите сетила, немам сонови, што значи дека немам мисли и емоции. Мозокот е активен, меѓутоа минимално, некои, мислам нека гама и делта бранови само се помалку активни.
Меѓутоа тоа е само некаква активност на невроните во мозокот, меѓутоа немаме мисли. И таа состојба всушност се дежуваме секоја ноќ и според дел од научниците сега, некои нови истражувања, се полниме со енергија баш од таа состојба, велат. И затоа кога ќе станам од спиење, сум толку одморен. Не е само тоа што лежам во хоризонтала, не правам ништо, туку затоа што таа состојба на немање мисли и емоции е всушност состојба која што не трошам енергија и автоматски се полни батеријата, да речеме, ако може така да се изразам, се полни батеријата на Обновливи телото. извори на енергија. Да. И се полни од внатре самото, таква е природата на телото, да се полни самото кога нема да троши енергија. И добро се разбира, тука има и некакво дишење кое што дополнително внесува кислород. Меѓутоа, само ако лежам и внесувам кислород, нема да биде исто полнењето на нова енергија како ако влезам од таа состојба на немање мисли и деидентификување од телото, емоциите, мислите, историјата, лична и сите тие работи. И тоа човек може да го доживее буден. И Што е фасцинантно. И тоа е една многу убава состојба на медитација. И всушност доживајќи ја таа состојба, јас се заљубив толку многу во И тоа, пренесување на ова знаење. И тоа треба да биде целта, уствари состојбата треба да биде цел, а не треба да биде цел, не знам, што има денес луѓе, целта ми е за да си помогнам со ова, за да си помогнам со она. Знаеш, пошто тука веќе таа мирнодушност можеби нема да се појави ради тоа што ќе очекувам резултат некаков си, окей, не си помогнав, изгледа ми се влоши, пошто така кога не знаеш да наблюдуваш, а кога ќе ти се појави можеби емоција или мисла, ќе речеш окей, ова не е за мене. И затоа ми е, мене тој концепт на целта да ќе медитирам пошто сакам ова и ова да добијам, ми е многу контрадикторен. И плитка. Да. А колку Само извини, што да ти кажам на таа тема е дека да, супер е да го имаме тоа како цел, меѓутоа во највисоките состојби на медитација и тоа како цел мора да се пушти, бидејќи тоа ни прави труд, ни прави ефорт и не одвлекува од состојбата на медитација, не одбутнува од состојбата. Кој е тоа? Идејата дека имам цел да постигнам било што, дури и целта да ја достигнам таа состојба која што зборувавме јас и ти. Значи и тоа мора да се пушти како цел. Да, тоа се мислам тоа е следно ниво на Тоа да, значи на почеток тоа е 8 оделение. На почеток тоа служи како супер пуш, како супер хук, како супер намера, да. да. Меѓутоа после одредено време и тоа ќе мора да се остави. Океј. А практикување на медитација е за тебе секојдневна работа? Или не? Вака се. Има денови кога ми се случуваат некакви промени во ритмот, во ритуалите што ги имам од сабеле, кога речем, не знам, патувам и ми се поместува спиењето или нешто такво. И во тие денови да, или не знам, спијам некаде надвор, не сум дома и од сабеле ќе станам, морам да направам нешто друго. И во тие денови да, знам да го скокнам тој мој утрински ритуал на дишење медитација. Инаку редовно го правам. Сега, кога ќе го скокнам како ритуал на седење во медитативна позиција и правам техники за дишење медитација, тогаш наоѓам моменти во денот во кои што практикувам кратки некои мои пракси кои што сум ги создал некој начин сам од учење многу од други луѓе, ама и од моите искуства, сум научил некои тактики или пракси кои што ми е доволно минута, 2-3 во денот да најдам било кога пауза, како например, може ми се случи додека чекам семафор, може ми се случи додека чекам во ред за во банка, може ми се случи додека седам во такси или во автобус и се возам некаде и треба да стигнам до локација Б. И во такви мали паузи се фокусирам, сега за мене лично тоа е мојата пракса, се фокусирам, тоа треба да бидеш искусен. Да, се фокусирам јас на моето чувство на дека постојам, дека сум жив и дека сум свесен. Или уште побаво кажано, на свесноста што сум и на постоењето што сум. Еве, сигурно луѓе кои што ќе го следат ова, наверојатно ќе се охрабри некој да почне. И ти си одличен
канал за почеток. Фала ти. И за водење и за човек да стигне до одредени состојби на свесност. Каде можат луѓето да те најдат и што кој ти е ритамот на помагање на останатите луѓе? Знам дека онлайн тоа го правиш, пошто не постои друг начин за македонско поднебје. Можеме најдат моментално само на Facebook и Instagram. На Facebook како Сергеј Георгиев, на Instagram бидејќи го отворив кога отидов во Барселона, Сергеј И со И на крај сум, бидејќи таму ги избинуваше Х јето, како Х го читаат, таму сум Сергеј. Self Inquiry ми е Instagram акаунтот, бидејќи тоа е така се нарекува медитацијата која што ја практикувам најмногу, која што ми е милена, Self Inquiry. И да, работам со луѓе индивидуално како некаков тип на терапевт, медитација и разговори, работам како јога инструктор, работам како инструктор по медитација, сите тие работи ги правиме и во група и индивидуално. Супер. Значи контактот треба да почне Facebook, Instagram и да моментално градам договорите. и вебсајт, тоа ќе биде за кратко готово, ќе постои такво нешто. Каде што ќе имам веќе ставено и некои од етних техниките кои што ќе може да ги пробаат луѓе сами пред да ми придат, ќе може да ги проба било кој ќе има и на македонски и на англиски. Супер. Сергеј, фала ти многу. Уживам во разговори со тебе и ми помагаш. Мене лично за да надминам некои предрасуди, стереотипи, стравови во вакво за медитација на најмногу, така да фала ти уште еднаш што одвои време да си поразговарам и еве во овие 2 недели кога си тука баш за подкастов да одвоиш време и сум сигурен дека и на следно враќање пак ќе се вратиме, можеби ја тогаш ќе бидам уште подобар и посвесен и ќе одим уште подлабоко. Фала ти на интересот. Нема зашто.